Димитар Велковски, собственик на млекара, на последниот повик на ИПАРД програмата аплицирал за добивање финансиска поддршка за набавка на потребната опрема. Вели дека немале никакви проблеми при поднесувањето на апликацијата, благодарение на стручните служби, кои му помогнале при поднесувањето и собирањето на потребната документација. Велковски додава дека планираат да аплицираат и за средства од ИПАРД 2 програмата, чиј повик наскоро ќе биде објавен. На последниот повик аплициравме за опрема за млекарска индустрија, комплетна опрема за производство, пастеризација, прием на млеко и комплетна енергетски дел на нашата нова отворена млекара скоро. Така да ги искористивме овие средства со 50% поддршка од ИПАРД. Многу значајни за нас, како една нова отворена млекара, ќе биде еден ветер во грб за понатамошниот развој и се надевам дека и во иднина ќе користиме понатаму новиот програм. И Менде Трајковски, председател на пчеларски здруженија во Република Македонија, кој веќе има искористено средства од ИПАРД програмата. Споделувајќи го своето позитивно искуство, додава дека планира да аплицира и за добивање средства од ИПАРД 2 програмата. Се надевам дека ќе бидат олеснети процедурите за аплицирање и да може буквално секој земјоделец во Република Македонија да може да аплицира и користи средствата во развојот на онаа гранка каде што секој земјоделец работи. Вклучително и пчеларството во секој случај, бидејќи пчеларството не може да се замисли целото земјоделие без развој на пчеларството. И на кубитолските земјоделци денеска на информативна средба има можност да се запознаат со критериумите и документите кои се потребни за добивање финансиска поддршка преку ИПАРД 2 програмата, како и со измените кои ги има оваа програма. Измените и дополнувањата се добредојдени за земјоделците кои досега не можеа во делот на полјоделство да поднесат барање. Ова програма се предвидува набавка на механизација, набавка на приклучна механизација во делот на полјоделството. Ние како институција, Центарот за развој на Пелагонискиот регион, стои за сите земјоделци на располагање за секаква поддршка логистичка околу подготовка на овие апликации, за на крајот од денот да имаме што повеќе успешни апликанти во Пелагонискиот регион. Во следниот период околу 120 советници од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството низ цела Македонија ќе даваат бесплатни информации на сите заинтересирани земјоделци кои сакаат да поднесат барање за финансиски средства од ИПАРД 2 програмата. Оттаму сметаат дека оваа програма ќе пробуди голем интерес кај земјоделците со оглед на променетите критериуми за поднесување на апликацијата.